Почитувани советници, ја отварам 8-та воредна седница на Совет на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 16 советници и тројца очекуваме во текот на расправа да се приклучат. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува. Согласно член 40 став 4 од Законот за локална самоуправа, пред започнување на седницата задолжително да се гласа оправданоста на причините за свикување на воредната седница. На крај на месец ноември од Министерството за финансии добиен е дополнителен циркулар насока за подготвување на буџетот на единиците на локална самоуправа. Со истиот се менува содржината на досегашниот начин на подготовка на буџетот. Заради јавност и транспарентност и запознавање со предлог точките од дневен ред на денешната седница. Врз основа на тоа ве повекуваме да гласате за оправданоста и начините на свекување на 8-та воредна седница. Кој е за? Едногласно. Со решението за свекување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Под 1. Предлог одлука за давање согласност за одлуката за распределување на вишокот на средствата од работењето на ЈП Комуналец Кавадарци од минати години, акумулирана добавка донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец. Втора точка, предлог одлука за прифаќање на иницијативата за зголемување на вкупното даночно задолжување од данок на имот на физички и правни лица од Комисијата за прослика на недвижен имот. Согласно член 40 став 3 од Законот за локална самоуправа, на воредна седница не може да се менува дневниот ред, затоа предлагам да се гласа оваквиот дневен ред. Кој е за? Едногласно. Преминување кон наследување на првата точка од дневниот ред. Отварам расправа. Повеќе Лазар Туриманџа. Почитувани градоначалниче, председателе, колеги советници, граѓани, медиуми на град Кавадарци. СДСМ како партија и ние како советчка група во повеќе наврати рековме на ова говорници, на овој совет, дека се што е добро за град Кавадарци ќе го поддржуваме и сега, и во иднина, и во наредниот период што следува пред нас. Иако градоначалникот е оперен од за нас противните политички провиненци. И сега на овој совет имаме една точка да ја изгласуваме позитивно или не, каде што политички како партија ние може да профитираме и да гласаме против. Но, за тоа што се работи за еден период што е далеку пред нас и за еден период каде што раководство на градот беше некои други луѓе и каде што Кавадарци според наше мислење тогаш и сега е трајно оштетено и катастрофално е општина Кавадарци водена како општина. Сега некој ќе рече, ама ова сето е законски, правно издржано и така натаму. Но зошто тогаш ова не е направено? Да го направат во интерес на Кавадарци. Но не го направиле, но за тоа имале други работи да работат. Требало да се униште паркот, за некој да земе пари, да се направат штетни договори за улично, за паркинзи, за хидроцентрали и така натаму и така натаму. Но сега владата на Република Македонија донесе закон за буџет, да општините не можат да го прават буџетот како порано, него се ограничени. И сега имаме во ситуација нашиот градоначалник, каде што според мене ова година ја изработи многу добро, да не може да направиме буџет како што планира општина Кавадарци и градоначалникот. За да се зголеми буџетот, ние мора да донесеме одлука за комунална изградба. Сега, со овој закон, никој нема да може виќе општините во Македонија да ги задолжува колку сака и како сака. И затоа имаме општини од нашето окружување, како што се Неготино, Демир Капија, Росман, Градско, кои што претходниците градоначалници ги оставиле без пари. И луѓето таму, сегашните градоначалници, мака мачат
да преживаат и се борат од петни жили да направат нешто. И за крај на ова моje излагање, уште нешто. Владата на Република Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, ќе обезбеди средства од буџетот на Република Македонија, тоа средства на сите нас, за да се отпишат сите долгови на општините во Република Македонија, што ги направија некои други, мислејќи само за нивниот джеп и ништо друго. Се надевам, оваа година ќе биде успешна за нас како Совет, за кавадарци, за градоначалникот. Ова 2019 година се надевам дека ќе биде многу поуспешна од 2018. Уште еднаш ќе кажам, владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев, ова година многу добро го поддржаа Совет на општина Кавадарци со значителни средства. Се тоа во интересот на граѓаните на општина Кавадарци. Уште еднаш ќе кажам, СДСМ, Советичка република, политичка партија, ќе се борат стално за општина Кавадарци да оде напред, да се избориме за повеќе средства од републичките фондови и се у интерес на град Кавадарци. Благодарам. Благодарам. Дали има друг за збор? Победи Зоки Јованчев, па реплика. Зоки овој реплика двајца. Зоки за реплика си? Да. Добре. Па ти за збор, така? Почитуван градоначалник, председател на Совет, колеги советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Претходниот дискутант го водеше разговорот, односно дискусијата во погрешен правец. Тука имавме точка на дневен ред за пренесувањето на акумулираната добив од јавното претпријатие Комуналец да донесеме одлука, а тој зборуваше за владата на Република Македонија. Зборуваше за некои отпис на долгови на општините кои што биле околу нас и дека тоа владата ќе го санирала. Сакам од овдека да порачам и да кажам дека се санираат долгови и се прави отпис на долговите, а државата, односно владата го прави тоа кај неспособните градоначалници, кај оние што не можат да ги испорачаат ветувањата што ги има во делот на кампањата. Сега, кога станува збор за градоначалниците како работеле, еве јас ќе кажам еден пример. Како работи нашиот, значи тоа го знае цела јавност во Република Македонија, не пали во општина Кавадарци. Пример ќе го споредиме, значи мора да направиме споредба. Ќе го споредиме со градоначалникот, еве еден, кој што само тој е познат во Република Македонија, градоначалникот Боро Стојчев од Ново село, да бидеме кратки со реплика, наречен Мал Боро. Градоначалникот, тој градоначалник е познат по шверцот на цигарите, односно најголем шверцер во југоисточниот дел на Република Македонија. Колеги, да се држиме на точките на дневниот ред. Вака сега. Ама репликата е 2 минути сега. Колега, да одиме на Не ли ти одговара? Ми одговара мене, многу Дај ми да се одговара, докажам, че. али реплика, збор земи избори, репликата нека биде пократка. Значи, тој градоначалник, осуден на 6 месеци затвор, заради неговото добро делување, сега е пуштено од затвор. Значи, споредбата на таквите градоначалници, каде што владата ќе ги санира долговите на отписите, ете го гледаме како работи. Велите дека владата на Република Македонија ќе се бори за сите граѓани на Република Македонија. Мојата перцепција за работата на владата на Република Македонија е следната. Имаме неразјаснети убиства. Колега, ајде мога. Газење на народот и државата. Промена на име, сиромаштија, повисоки даноци, криминални тендери и афери, уништено земјоделие, посебно лозарството, уништено здравство. Колеги од СДСМ, скоро 4 години сте на власт. Ако ги земем оние 2 години кога бевте во заедничката влада или техничката влада, каде што имаше ваши министри за внатрешни работи, каде што имаше за земјоделие, за труд и социјална, и овие две, една шајка немате закована. Сега, факти, владата на СДСМ и владата на ВМРО ДПМН. Ај вака да се договориме. Јас немам сила да... Фактите кои се сега? 3 минути е реплика и да одиме по точка. Невработеноста
ја сведовме Нема да земам да го на 23% невработеност, а беше 38%. Пензиите, просечната пензија во време на СДСМ изнесува се 7683 денари, а на крајот на 2015 13085 денари. Ова се факти, ова се документи извадени од Завод за статистика, каде што имате ваш сега раководител, односно управител или директор. Македонија беше во првите 10 држави во светот и во првите 5 во Европа, благодарение на таа влада и на тогашните градоначалници. Од Doing Business-от, значи рангирано од Doing Business-от, ја оставивме економијата со 5,4% раст. Сега имаме 2, можеби ќе завршиме со 1,9. Се отворија 170.000 работни места благодарение на економскиот тим на ВМРО ДПМН. И сега, што имаме во овие години додека сте на власт? Најголем проблем е што ништо не е реализирано од ветувањето. Наместо зборот е збор, лагата за вас, лагата е лага. Ние ќе го гласаме оваа точка и втората и наредната седница, што ќе биде наредната вонредна седница. Морав да се јавам вака за тоа што беше спомната владата, јас морам да реплицирам бидејќи не доаѓам од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам. 2 минути пауза. Контра реплика Лазар, уклучи камера. Кратко и јасно да не се препукува. Море, ако беше арен, ќе го гласаше во Скопје, да не го разрешат. Градоначалниче, председатели, колеги советници, медиуми, граѓани. Сето би било ово добро, ќе го искажа Зоки Јованчев, мој колега, ама не ќе да е така. Ова претходна влада бе у затвор и притвор. Бившиот премиер ви побегна. Со овој градоначалник го избракате од партијата, најуспешниот. Така да не знаете дали ве член на партијата веќе. Разреше. Тоа е полошо од избрката. Така да не и тука контрадикторно, не знаете дали е ваш, наш или независим. И тоа ви паѓа у вода, ко партија. За отпис на долгови да ви кажам. Што ги спомнав општините. Блажа реплика е. Колеги, се извинувам. Дигајте рака, овие не од место. Значи, ќе го прекинам. Колега, оди точно по тоа што треба. Ама значи Блашко, немојте од место. Реплицирам на реплика на Зоран Јованчев. Значи, за отпис на долговите на нашите соседни општини ги владееше ВМРО. За една општина, градоначалникот познат под прекарот Апашот е у затвор. Иначе има и друг прекар, феудалец. Човекот пола Демирка пие него. Така да не зборујте за такви работи. За отпис на долгови ги направи ВМРО. Не ги направи. Сега СДС ќе ги ваде тие долгови. Градоначалница на Демирка пие 4 буџети е у дупка. Демирка пие. Го направи некој друг. Сега се знае каде е. За политичка ситуација у Кавадарци. И то ги кажам и сега ќе кажам. Се што е добро, подржујме. Се. Претходно осуден за подкуп, докажано на суд. Таков градоначалник ни имаме. Кривични пријави за карички за гориво. Такво раководство имаме у Кавадарци. Ви изгледа со доаѓањето на господинот Митко Јанчев за градоначалник, мислите дека го подржало ВМРО и се заборави у Кавадарци. Не, колеги советници од ВМРО ДПМН. Ништо не е заборавено. Ништо не е заборавено. И овој градоначалник, ако тргне по вашите стапки, претходно што го ръководете градот, нема никаде да стигне. И он тоа го знае, затоа не оде по вашиот пат, оде по некој друг пат. 11 години бете власт. Господине Јованчев, ти си од Ватша, не успеате да мост да направите. Ништо немате инвестирано у Кавадарци. Ништо. Благодарам. Јованчев, контрареплика, минута. Ајде, Радњански реплика, па Трендафилов.
Раднянски, па Трендафилов, па Јованчев. Ама ја не Не се му завршени со реплицирам на Галис. Тебе сакам да реплицирам, ќе биде две речени. Повели, па Трендафилов, па Јованчев. Не, ја не го реплицирам, јас на... Не, тогаш Јованчев, па ти за збор ако сакаш. Така, мојата контрреплика, кој секој ќе биде сосема кратка. Почитуван градоначалник, председател, советници, служби и новинари. Значи вака, Никола Груевски беше премиер на Република Македонија, значи не беше ваш премиер, господин Јованчев, беше наш и мој премиер беше. И ако сега отиде негде, мене за тоа ми е криво, затоа што мојот премиер мене ме изневери. Избрише го тоа од главата сите дека Митко Јанчев е наш или ваш градоначалник. Митко Јанчев е градоначалник на град Кавадарци. Крај. Крај. Сега нема нашиот градоначалник, вашиот, како што Александар Панов беше градоначалник на цело Кавадар. И сега тоа дека една шајка нема за кого на еден мост се прави, значи ќе да има нешто повеќе од шајка. Ете толку. За да не навлегуваме во тие дискусии чие, кој е, како е, што е. Затоа, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, каде бил бившиот премиер, треба да упатите прашање кај вашиот што ви е предпоставен, кај Зоран Заев. Нашиот бивш премиер, каде треба да прашате кај вашиот предпоставен председател на политичка партија Зоран Заев. Така? Нас сите не знаат и кој број чевли носиме, не пали кај тргнал и кај довод. Затоа не сакам да дискутирам. Си има органи, ја верувам оваа држава и у судството, и покрај тоа што судството сега работи со селективна правда, значи некои што пеа химната на Република Македонија се во затвор, а некои што шверцуваат цигари или што правиа матни бизниси, за 3 месеци се надвор од зандањите. Но нека го тоа. Ќе дојде време, за се ќе се докаже како работело претходното раководство, си има нели институции на државата, институции на системот, нека си проверат, нека си докажат. Но ќе дојде време, пак на избори ќе се провериме. Значи, дали на оваа влада народот му даде мандат или не му даде мандат, се знае со бројот на гласовите кои што беа освоени. Ние не сакаме да се натегаме околу тоа градоначалникот од која партија бил и како бил. Битно е да работи за граѓаните. Шом ќе работи за граѓаните, со тоа ја спроведува и нашата програма на ВМРО ДПМН. Ние пак ќе кажам, че ги поддржиме и двете точки на ова 8-ма вонредна седница и наредната која што е за донацијата на 9-та седница. Благодарам. Повеќе. Кратко, уште сега се јавувам и не се јавувам. И сега од овој говорник се потврдите јаста каква владеете државата. Ако мислите дека СДСМ е ВМРО, не е. Ако мислите дека ќе ги прислушкуваме луѓето, не е. Ако мислите дека ќе гледаме кој број чејли носи, не е. Ние не сме ВМРО ДПМН. Ова е СДСМ и никогаш нема да биме ВМРО ДПМН. И никогаш нема да биме по луѓето. Ова држава, да, убаво речи има институции, али на жалост вашиот премиер бивш, а напушти државата, патриотски издржа до крај и кога требаше да го одлеже своето, избега. Такви сте у ВМРО ДПМН. Благодарим. Дали има друг за збор? Јосиф, па Трендафилов. Има реплика од Паческа сега. Докторе, зашо сте? Повели ако си за реплика. Оти за збор ми се јави Јосиф, па ти. Добро, јас да те питам зашо си. Ако си за реплика, повели. За реплика сум. Почитуван градоначалник, председател, почитувани колеги советници, јавност. Почитуван колега Триманчев. Се слагам со тоа што го рековте дека СДС, се што е добро од страна на градоначалникот, треба да го поддржи. Исто така, и јас. Се што е добро, а у основа повеќето работи до сега биле добри, планираме понатаму да ги поддржуваме. Спомнавте неколку работи во однос на работењето на претходниот градоначалник. Не би навлегувал во тоа што го спомнавте, меѓутоа за волја на вистината нели има ваша вистина, има моја вистина, има права вистина.
би сакал да спомнам неколку работи па позитивни што се направени, затоа што почитуваниот градоначалник, јас сметам дека не е избран заради тоа што е неоспорно квалитетен човек, туку е избран заради тоа што можеби граѓанство мислело дека и не се работело така лошо во претходните мандати. Значи, две работи во Кавадарци. Кавадарци е град со најмалку невработеност во Република Македонија и тоа не може никој да го избрише. И Кавадарци е град кој што до пред 5-6 години имаше проблем со водоснабдување, а сега нема никаков проблем. Значи, за тоа е решено во претходното владење на ВМРО-вски градоначалник. Значи, како и да е, се извинувам, точно е, корекцијата од советникот Радњански ја привачам, градоначалникот е избран од ВМРО-ДПМН, а е на сите нас. Точно е тоа. Така да, во таа насока би било, во однос на тоа спомнавте уште една работа, дали за градоначалникот е член на ВМРО-ДПМН, така да мојата поддршка ја има и че ја има, се дури работи во добро, се дури работи за доброто на граѓаните на Кавадарци. Ви благодарам. Ако е контралеплика, може. Ја коментирам тоа што го гледам и што го слушам од медиумите. Јас слушам на медиуми дека господинот Митко Јанчев е разрешен од ВМРО-ДПМН. Од функција, добро. А да ви кажам една вистина за воата, кој почна прв да се зафане да работи за воата да се подобри у Кавадарци. Господинот Панчо Минов почна прв да работи за да се подобри водоснабдувањето. Колеги, ако нема друг за збор, ја ставам точката на гласање. Извини, Јосиф, повели. Почитуван градоначалник, председатели, колеги, советници и медии. Јас ќе се задржам на точката од дневниот ред. Гледајќи ги овие одминали добивки од минали години, го барам од раководителот на секторот финансии да ги објасни кои се тие, какви се и дали истите, јас деловно ги знам, дали истите ќе се наплатат, односно ќе се соберат за да ние во наредниот период распишеме тендери за проекти, односно програми кои што ќе бидат во корист на локалната, мислам, наша општина, кои што истите ќе бидат благодет за подобрување на комуналната структура. Дали можеме градоначалникот да објасни едното и другото, да не одиме со дискусија? Повели градоначалник. Градоначалник ќе треба за втора точка. Двете точки од тебе. Добро. Ама кратки да сме. Почитуван председател на совет, почитувани советници, почитувани граѓани, медиуми, почитувани колеги. Се отворија дискусии по однос на воредната седница и надвор од темата на воредна седница и политичките партии кои што тука се доминантни двете. Мислам дека си кажат тоа што треба да си кажат едни на други. Јас само би искоментирал кратко, би направил еден заклучок од цела ситуација. Кавадарци како Кавадарци, јас го чувствувам како град, како општина, кај што треба да градиме кадри, успешни без разлика од која партија се и каде припаѓаат. Се додека не изградиме такви кадри и не направиме кадри кои што ќе може да ги пласираме у Скопје и да ги имаме на централно ниво, ние нигаш нема да бидеме град од приоритет и нигаш нема да бидеме град со некаква поволност или град во делот на привилегија, која што легитимно и економски ја заслужува. Кавадарци е втор град по економскиот развој во Република Македонија по БДП, прв град по невработеност, меѓу првите градови, односно најголема територија имаме како општина, надвор од Скопје. Имаме благодети многу кои што се уште не се искористени и би ја пратам, ви ја гледам дискусијата и многу ми е така интересна и ја би ве насочил на работа. Дај Боже од овие тука советници сега што ги имаме на локално ниво да изградат политичка кариера, па да може уидно време да бидат и у централна власт кај што стварно може да разговарате на ниво и да се борите за општина Кавадарци. Тука мислам дека треба заеднички сите да не се делиме на ваши и наши. Јас сум градоначалник на општина Кавадарци и градоначалник на направен за сите 41 жители на општина Кавадарци.
нормално политичните партии и партиите кои што функционираат во Република Македонија имаат и позитивни и негативни страни. Има една вистина во која што јас можеби имам малку пофлексибилно размислување од централното раководство на ВМРО-ДПМН, ама тоа воопшто не е пречка да ние како ВМРО-ДПМН и како Социјалдемократски сојуз со Кавадарци правиме успеси и правиме град на ниво како што го заслужува да биде Кавадарци. Толку би имало така политички да спомнам да кажам, а во делот на точките кои што ги имаме денеска, јас морам да појасниме да кажеме во делот на акумулираната добивка. Имаме еден благодет кај што од 2008 година јавното предпријатие Комуналец почнува да остварува добивка. Јавното предпријатие Комуналец постоje од самото негово основање, односно колку што постои и општина Кавадарци. За наша среќа и за среќа на граѓаните на општина Кавадарци, од 2008 година до 2016 има остварено добивка нераспоредена од 200 милиона денари. Значи, они имаат и поголема добивка остварено, меѓутоа дел од добивката му е распоредена во инвестиции, капитални инвестиции, некапитални материјални трошкови и така натаки, а нераспоредена добивка која што е имат акумулирана за овие години е 200 милиона денари. Ние дојдовме до идеја и законски, и правно, и регулативно да ја повлечеме таа добивка во општина Кавадарци, за да можеме да направиме поголема програма, поголем буџет со единствена цел да изградиме поголема комунална изградба во општина Кавадарци. Она баш што го спомнавте и вие, да не биде после нашиот мандат заеднички како совет, како градоначалник, не направите ништо, закојавме шајка, не закојавме, така да тие средства кои што може да ги намерим. Јавното предпријатие Комуналец за наредната година има добар финансиски план, има добар план за развој и има добар план за капитален развој. Покрај ова има предвидено негде околу 120 милиона денара купување на опрема во јавното предпријатие Комуналец. Тоа се нови камиони, опрема дополнителна, приклучни елементи, доградба на гробиштата со ограда, паркинг плац на гробиштата се изгради. Така да нема пријателството да биде замрзнато и да не може да функционира. Исто така сакам да ви спомнам дека 4 хидроцентрали кои се благодет на општина Кавадарци ги имаме во собственост. Ние сме единствена општина во Република Македонија која што имаме надвор од законските дејности, имаме екстра приходи по основ на производство на струја. Тоа некој што го направил од 2001 или 2002 година бил многу голем чекор и потек за општина Кавадарци. Сега тие треба централи 2019 година заедно со одобрение на владата на Република Македонија да влезат под фитинг тарифа и тука ќе добиеме плюс 15 милиона денара екстра приходи. Така да има концепт од кај ќе дојдат парите. Градскиот пазар до ланската година имаше многу мала наплата. Оваа година мислам дека со 40% зголемена наплатата на градскиот пазар. До година е ставен за реновирање. Од кога ќе го изреновираме пазарот, ќе направиме затворен пазар, убав пазар, очекувам да имаме уште подобри приходи и од самиот пазар. Имаме одлука донесено на овој совет да градиме пета централа, хидроцентрала. Таа пета хидроцентрала ќе биде со кредит кој што веќе ја преговори да го изграде Комуналец, да изграде и ќе имаме екстра приходи кои што некаде за година до година и по се врати инвестицијата. Значи тоа ќе биде јавна и ќе биде на Комуналец. Добро е да спомнам, што ги спомнавте и предходно ситуациите, колку работи по мое гледање и по ваше убедување и гласење и размислување ги вративме назад и дека ќе има личен бенефит општина Кавадарци односно граѓаните. Тоа се три моменти. Договорот за приватно јавно партнерство за осветлување го раскинавме заеднички со советот едногласно, кај што се покажа дека доста средства се акумулираат сега во општината, немаме толков трошок и тоа е директен бенефит на општина Кавадарци и граѓаните. За возврат на таа за наредната година во буџетот кој ќе го добиете да го разгледате, имаме предвидено 50 милиона денара изградба на нова улична мрежа. Што не се случило во Кавадарци да има изградба на нова мрежа. Не да ги замениме постоечките сијаци, него нова мрежа да развиеме мрежа. Не знам, 12 другари, не знам, влез на Кавадарци, Индустријска улица, Доне Попов, на чии улици не осветени. Тоа ќе биде тој благодет. Второ, донесивме одлука кај што го раскинавме договорот за приватно јавно партнерство за паркирање. Сега формиравме предпријатие кое ќе биде јавно.
И тоа е добра благодет за граѓаните на општина Кавадац и за самата општина да има и приходи поголеми, а и да не ги теретиме граѓаните. И трета одлука која што веќе ја спомнавме пред малку, хидроцентралата која што ја градиме до година петта, имаше одлука да се гради со приватно јавно партнерство. Ја поништивме одлуката, донесивме одлука да биде јавна централа. Тука не сакам да ги именувам ниту претходните, ниту да навлегувам во нивните размислувања. Добро е што се согласивме сите дека нашите размислувања и обидувања се само во интерес на граѓаните. Тоа е видливо, очигледно, така да мислам тука немаме дилема во тој дел. По иницијативата за данокот, што треба да е изгласена како втора точка, за тоа што владата на Република Македонија донесе закон кај што не дозволува општините да се задолжат повеќе од 10% од вкупните приходи просечни 3 години уназад. Ние мора да докажеме и да им кажеме дека ако има дополнителни приходи, од каде ни се за да ги проектираме во буџетот. Општина Кавадац до 2018 година немала ажурирани податоци за данок на имот од 2005 или 2006 мисля че не. Така да тоа се едно добри 7-8 години, кај што ги немала ажурирана податоците. Со самото ажурирање на податоците и вметнувањето на катастарските парцели и вметнувањето на градежното земјиште, општина Кавадац доби повеќе од 4500 даночни обврзници за данок на имот, кои што пред тоа беа нерегистрирани, односно ги немаше у базата на податоци и не плаќаа данок. Така да врз основа на тоа и врз основа на ревизијата на фирмите, направените фирми кои што направивме, општина Кавадац на годишно ниво има 20 милиона денара повеќе приход по иста стапка на данок, без да се покажа данокот, со ажурирање на подлогите и со вклучување на повеќе даночни обврзници, односно на реалната ситуација во град Кавадац. Исто така, морам да ви спомнам дека 2018 година општина Кавадац има решено 5200 предмети за легализација. 5200 предмети ги решивме за година дена, а за изминатите 6 години има решено само 700 предмети. Значи направивме една многу добра акција, кај што решивме 5200 предмети, не стои ниту еден предмет. Тие 5200 предмети очекувам во 2019 да влезат во евиденција на данок на имот и екстра да се плаќа данок на имот, затоа што секој мора равноправно да си го плати данокот на имот. Тоа се тие две работи кои што ние ги проектираме заедно со секторот финансии во буџетот на општина Кавадац за 2019 година, за да може граѓаните да имаат поголем бенефит и да направиме поголема комунална изградба. Сами знаете дека оваа година комуналната изградба по урбани заедници, по местни заедници од јавен карактер на објекти ја правевме најтранспарентно, најобјективно, со состаноци со урбаните заедници, со нивни предлози, со наши укажувања и на крајот со нивен амин и подпис во делот на тоа што треба да го направиме по урбаните заедници. Јас се надевам дека општина Кавадац 2019 година треба да има експанзија од градба. Покрај нашата комунална изградба, морам да ги спомнам и двата-трите проекти кои што се веќе у завршна фаза. Едниот е проект кој што го спомнавме и на претходните седмици во делот на прочистување на водата, односно правење на филтер станица за прочистување на вода. Тоа е проект околу 4 милиона евра, кој што 50% ќе го финансира влада на Република Македонија, 50% ќе го финансира ЦНЦ од словенската влада на Република Словенија. Тој проект го очекуваме да почне од наредната година и сигурно ќе трае едно од 2 до 3 години. Исто така сакам да ви спомнам дека заедно со директорот на јавното предпријатие Агенција за патишта минатата недела направивме една програма кај што за Кавадарци успеав јас заедно со ова советница нашите служби да одвоиме 100 милиона денара во програма да ги стават. Тие 100 милиона денара ќе бидат комплетна реконструкција на патот од Росуман до Кавадарци, значи гребење и асфалтирање комплетно. Од Марена, Маренските уши до Шишка улица влез со Северен булевар, комплетно ревитализација на патниот правец. И трет предлог кој што го дадовме, третиот предлог е патниот правец од Мушов гроб до Мајден да се асфалтира наново, пошто таму сами знаете дека отпочнавме постапка со грците заедно за отварање на граничниот преглед. Оврска како држава и како општина ќе ни биде да стигнеме ние до
до Мајден со добар пат, па после со европски пари да можеме да го направиме и гранични отмени. Така да, по она што се натегавте како партија, сега некако зборувам од име не партиски, еве од име на градоначалник само ќе зборувам. Секој што ќе може и што ќе успее за општина Кавалаци, без разлика од која политичка партија, да се избори во Скопје, да донесе средства малку повеќе за Кавалаци, кои што верувате дека следуваат за општина Кавалаци. Претходно општина Кавалаци била занемарена во делот на рамноправноста, во делот на инвестициите капитални од влада на Република Македонија. Ако успееме, секогаш ќе можеме да тропниме и да чукнеме на врата, да донесеме повеќе средства од буџетот на Република Македонија, од Светска банка, средства кои што ги има државата како неповратни средства од ИПА фондови. Тоа е благодет само на општината. Ние не смееме да бидеме неми и да гледаме како се развиваат другите општини нерамноправно, него мораме да направиме ситуација кај што ќе се избориме во делот на подобри услови за општина Кавалаци, не само за самите граѓани, него и регионално, за да може да привлечеме повеќе инвестиции. Ја мислам дека тие две точки беа за објаснување и благодарам за времето. Дали има друг за дискусија? Колеги, вака практикуваме и во минатото после градоначалникот да не земате дискусија. Ај нека биде по втора точка. Бива ли по втора точка? Не е добро. Пракса било и не е добро. Значи по втората точка дискутирај пак за првата, ама да не ми Он сака, ама не е бонтон. Не е бонтон. Ај по втората точка. Па и друг ќе ми се јаве. По втората точка. Се јави што се јави. Седи по втората точка. Али се јави после кој што сака да си. Ај. Дали се? После градоначалникот не е готов. Втора точка лафи на прва. Добро да за пари правиме маваме тука за се у интерес на Збори ли реплика на градоначалник? Вака се пак до колегите од ВМРО ДПМН. Ова излагање на градоначалник да си го земите, да си го пушти у пари, да го погледате малце. Што се има направено за една година? И не ќе дај дека крфија нема владата закована у Каваларци. Убави бројки каже градоначалник. Не ќе дај крфија. Крфија, ви не заковате ништо. За 11 години. Така да сега само ќе ви кажам. Хидроцентрала. Некој си каже, земе приватна да биде. Успеаме. И то Гипсада само беше против, и сега е против. Успеаме да го скинеме тоа. Некој се каже паркинг да си прави приватен. И тоа го направиме. Струјата, уличното. И за тоа има пријави за тоа. Така да земите го излагането на граѓан, пушти го у партијата и не ќе дај крфија. Ја давам првата точка на гласен. Кој е за? Реплика? Повели. Сега равноправен се. Дигни рака, кажи реплика, ќе ти дадам. Како нема да ти дадам? Пред да рипниш, дигни рака. Колеги од Социјалдемократскиот сојуз, ви државата ја продадите. Од 90 години навеќе, секогаш кога сте на власт, по еден дел од телото на Република Македонија отпаѓа. Односно, замина знамето на Република Македонија. Името е сега го продава. Криминалната приватизација што ја направите 96 година до 98 година. Та, неразјаснети убиства. Значи, да не набројувам. Црно до црно. Црнила само кога е Социјалдемократскиот сојуз на власт. Ако го се споредиме со владењето на ВМРО ДПМН, секоја година пензионерите имаат по 500 денара покачување на пензии. И затоа е таа бројка, колега, што ја спомнав дека од 7083 просечната пензија, значи имала и под 7000, стигна до 2015 да оставиме пензијата, просечната пензија, пак ќе кажем имало и под 13.084 денара. И тие се ова што се податоци, факти од статистички податоци. Од вашето орган. Ви истече времето за контрареплика. Сега, колега Ристо Сакалиев, ти не ја водиш добро седницата и не си рамноправен. Зошто некој ги ставаш во порамноправно положение, поповолна положение, зошто не го земаш? Исто, колега. Реплика 3 минути. Контрареплика ви дадов 3. Ама нема 3 минути. На шо мериш? Минута е контра. Абе, нема ни минута. Сега ако се расправим, вака ќе помини тоа. Ајде уште 5 минути. Уште 5 давам. Ајде уште 5 минути. Заради тоа такво работење, ама има, помина 2 минути. Минута треба контра. Заради тоа такво работење, многу луѓе тие 96 години останаа без работа, на патот. Заради таквото работење на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, прв
и можеби најголем проблем после затвор на член од семејство е испуштање на работа на главата на семејство. Значи тој што бил на работа и да остане без работа. 94-та, 96-та, 98 година. Поголема неправда што се има случајно во Република Македонија од овие факти кои што ви кажав, повелите кајше, дали не е така? Дали не го смените името? Дали не го смените знамето? Дали не приватизирате криминално овој што е приватизација на јавните предпријатија и на цело стопанство во Република Македонија? И има уште многу. Благодарам. Ајде. Чути. Си издува дека прекина. Ајде сте почна да Абе, сето е тоа уредано. Кратко. Па ќе кажем, нече да е така. Патриот е да си ја браниш земја да седиш тука. Не е патриот да влезеш на опинци у политиката и со мајца на куси рекавија да испаднеш милиардер. Такви сте ви патриотите. Го хушкате народот цела година да оде брата на брата, бе. И избега на крајот. Пола раководство е у затвор. За вашата влада, на ВМРО ДПМН. Тоа ли е патриот? Го хушкате народот цела година по медиуму, по фейсбуци. Брат на брат отиди. И кад дојде он да одговара, избега. Јас знам што е вас проблем. Ви не знаете сега кај да ојте. Имате нефункционален лидер Мицковски. Митков е градоначалник, не знае што да правите. Тоа е многу лоша работа. Кај не знаеш кај дојдеш политички. Ама ќе се управите, нема мак. Дојди живот за сите, ќе го управи заев сите. Тони Нешковски реплика. Почитуван градоначалник, председател на совет, колеги советници. Колега Туриманджов, многу добро знаеме каде одиме, многу знаеме кој е лидер, добро знаеме кој е лидер на ВМРО ДПМН и колку е он способен. Еве неколку дена со ред бара ТВ дуел со вашиот премиер, нели, лидер на партија, но гледаме како кукавички тоа се одбегнува. Да не забегуваме повеќе од точката на дневен ред. Значи, кога некој не е способен, често се враќа у минатото и кажува кој како работел. Предходниот градоначалник го начекал јавното предпријатие Комуналец, дали у позитивна нула или у загуба, не е важно, али не се жалел. Човекот не се жалел, работел, па еве сега имаме акумулирана добивка и средства кои што ние сега ќе ги користиме. Така? И тоа сето е во интерес на граѓаните. А за тоа ние кој правец го следиме и каде го следиме, многу добро знаеме. Јас сум ВМРО ДПМН, ги представувам тука членовите, симпатизерите на ВМРО ДПМН и работам во интерес на сите граѓани на град Кавадарци. Благодарам. Колеги, уште Јованчев и одиме со гласање. И вие, добро, вас ви даваме. Дали никој не коментира ништо? Значи во Место ми делот на коментирате, дискусијата не, да, на претходниот дискутант, односно на колегата, почитуваниот колега Туриманджов, сакам едно да му кажам, а и тоа цела јавност го знае. Ви не сте свесни дека 2 години сте на власт активно или па ретроактивно, ако се врадиме со таа нели техничката влада, 4 години. Што сега кабаатот или проблемот го барате во претходни некои? Вие сте сега, ви што направите? Ви треба да кажете 2 години. Уште ја славите победата, како да кажам сега. Значи, треба во овој момент, што има владата направено? Да, така е. Речи, че даде 2 денара за грозито, испадна само 1 ден на субвенции. Така ли беше, колеги советници, тука кога дојдоа да не убедуват? Речи дека че има откуп, непрекинат, пласма на земјоделските производи. Да видиме како се ебеките сега уресат. И не ги истурат луѓето. Коментира го гровисто да бъдат. Што сакам да кажам? Да престанете у тој дел кој што направил. 10-0 водиме таму. 10-0. Благодарам. Благодариме, колега. Душица за зборако. Се откажуваш. Одиме точката. Колеги. Одлука за давање согласност број 02-115-4 од 13.12.2018 година за распределба на акумулирана добавка на ЈП Комуналец Кавадарци. Ја давам на гласање. Кој е за? Едногласно.
Благодарам. Точка 2. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за зголемување на вкупното даночно задолжување од данок на имот на физички и правни лица од Комисија за проценка на недвижен имот. Отварам расправа. Тури Манџов, Лазар, повеќе. Ево уште една убава точка, како е водена општината. Чувам градоначалниче, председателе, колеги советници, медиуми и граѓани на општина Каварца. Вака прво ќе го питам јавно градоначалникот. За една година градоначалниче, колку имате собрано данок на имот? У пари. Добро, сакам да го питам градоначалникот. На крај градоначалникот по сите исцрпени Христо, десет, молим те. Нема, не може прво да ти Градоначалниче, одговара. Ленче, Колеги вака, да бидеме прецизни. Давате сите и на крај градоначалникот одеднаш става одговорен и одговара. Да не го 49 милиона. А у 2017 25 милиона. Градоначалникот ни кажа една бројка, ни кажа една бројка за данок на имот 4500 кој што разбор градоначалниче не биле евидентирани да платат данок. Значи така, 4500 луѓе. И сега ја ќе си земам за право дали тоа не било селективно. И никој не може да му убеде дека тоа не било така. Може било селективно. Еден да плаќа данок, друг да не плаќа данок. Еве ќе ви кажам пример за мене. Ја имам имот, мене прв пат ми дојде решение да платам данок оваа година. Зошто? Зошто мене не ми стигнало решение да платам данок? Кај Лазар Туриманџов. Уште една точка, кај ќе ви падне се у вода. 4500 луѓе не биле емитирани да платат данок. У општина Каварца, Боливар. Доколку нема друг за збор, тоа ќе ставам на гласање. Кој е за? Едногласно благодарам. Со ова ја завршувам 8-та воредна седница. Давам пауза 5 минути и продолжуваме со наредна хитна седница, со 9-та седница. Почитувани советници, ја отварам 9-та воредна седница на Совет на општина Каварец закажана за денес. На седницата присуствуваат 16 советници и очекуваме уште тројци да влезат во текот на дискусијата. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може поважно да одлучува. Согласно член 40, став 4 од Законот за локална самоуправа, при започнувањето на седницата задолжително се гласа за оправданоста на причините за секување на вредната седница. Од фондацијата Никола Јанчев, општина Каварец има добиено барање за прифаќање на донација за почистувачи на воздух и тоа 120 на броја, 120 броја во вкупна вредност од 2.214.000 денари. Фондацијата овие почистувачи на воздух ги донира на општина Кавараци, а се намените за сите општински основни училишта во град Кавараци во насока на почистување на амбиенталниот воздух на учениците и здрава животна средина за учениците. А во пресек на верскиот празник Свети Никола. Врз основа на тоа веќе викам да гласите за оправданоста и причините за секување на ова 9-та воредна седница. Кој е за? Едногласно. Со решение за секување на денешната седница имаме добиено предлог на дневен ред за работа на седница за закажана денес и тоа. Точка 1. Предлог одлука за примање и давање на донација за островување јавен интерес донација за почистувачи на воздух за општина за основните училишта во град Кавараци. Согласно член 40, став 3 од Законот за локална самоуправа, на воредна седница не може да се менува дневниот ред. Затоа предлагам за да преминеме на вака предложениот дневен ред согласно. Кој е за? Едногласно благодарам. Отварам дискусија по единствената точка на дневен ред. Никола Трендафилов, повеќе. Почитувам градоначалник, председателе, колеги советници, почитувани граѓани. Од
Фондацијата Никола Јанчев се одвоени 2 милиона 214 хиляди денари за набавка на 120 прочистувачи на амбиентален воздух наменети за основните општински училишта во град Кавадарци. Најпрво би сакал да кажам дека ја поздравам донацијата, дека е потребна. Сега само накратко би сакал неколку збора да кажам зошто е потребна оваа донација. Значи, и зошто се потребни прочистувачи за амбиентален воздух во нашите основни училишта. Потребни се затоа што знаеме, не може да се бега од вистината. Воздухот во Кавадарци е загаден. Загаден не е од вчера. Не е само загаден во Кавадарци, меѓутоа Кавадарци како котлина, каде што имаме температурна инверзија, заради самата температурна инверзија, заради огромниот број на возила, заради на прво место користење на фосилни горива за затоплување на нашите домови. Во попладневните часови, имаме голем пораст на концентрациите на PM10 честички во воздухот. PM10 честичките се покачени во текот на целиот ден. Причините се слични како причините зашто Скопје е загаден град. Значи имаме загадувачи, тоа сме луѓето, ние. Имаме температурна инверзија, каде што загадениот воздух не може да избега, затоа што сме котлина. И како капак ја покрива котлината и едноставно, за разлика од градовите каде што има провев, каде што има ветер, Кавадарци е град каде што има 200 дена нема ветер никаков. Кога има ветер, нели, тогаш сме окей, тогаш не е загаден воздухот, Штип, затоа Штип е меѓу почистите градови во Македонија, затоа што континуирано дува ветер и тоа е тоа. Значи јас би сакал накратко да се задржам за мерките кои што досега се превземени од страна на актуелниот градоначалник и ние како совет за надминување на проблемот со загаденоста. Ова е тежок проблем, ова е проблем кој што не може да се реши за една година или за 2 години. Меѓутоа, знаеме во медицината дека ако поставиме диагноза, има шанса после тоа да определиме и терапија за проблемот. Значи, сите работи што се случуваат во насока на решавање на проблемот со загаденоста на амбиенталниот воздух на воздухот во Кавадарци се генерално окей, може и повеќе да се прави. Гледаме дека има средства. Средствата кои што 3 милиона денара беа доделени како субвенција за промена на грејните тела кои што користат фосилно гориво во грејни тела кои што помалку загадуваат. Сметам дека треба во буџетот да бидат зголемени и тоа многократно зголемени, затоа што да бидеме свесни дека најмалку 70% од оваа загаденост потекнува токму од грејењето на фосилни горива. Ќе се вратам малку претходно, многу популизам е внесен во оваа категорија, не треба да има воопшто популизам. Треба да бидеме максимално искрени. Преку ноќ нема решенија, меѓутоа решенијата се: прво, зголемување на површината на зеленило во градот. И тоа мислам дека се решава соодветно и сметам дека треба дополнително да се инвестира. Ако е некој просек, препорака од Светска здравствена организација 9 метри квадратни од човек, би требало да одиме не да се задоволиме со 9 метри квадратни, туку да одиме многу повеќе од тоа. Јас би сакал да видиме колку е бројката точно во Кавадарци, најверојатно има податок, меѓутоа би сакал да видиме до каде сме стигнати и на зеленило. Да, значи 29 метри квадратни по човек. 29 метри квадратни. Значи сме дефинитивно над препораките на Светска здравствена организација, меѓутоа има простор да се оди многу повеќе. 20% од PM10 честичките во воздухот се предизвикани од прашината која што е околу нас. Значи, секој 1 метар квадратен би требало да го претвориме во зеленило, затоа не би требало да има никакво штедење на средства, затоа што секоја гола земја прашина
подоцна од истата прашина се крева прашината во воздухот и дополнително се загадува. Значи нас ни е во интерес 10% од прашината да намалиме, 10% од фосилните горива и за да дојдеме од некои астрономски бројки во определени периоди од денот, да го симниме нивото. Земени се тука метларките, значи рековме зеленило се зголемува, ја конкретно еве би сакал во Кавадарци е предвидено, веќе се засадени или е предвидено да се засадат во најкратко време околу 3.500 и ми се чини околу 4.000 беа, 7.500-8.000 садници, конкретно компаративно би сакал да споредам со Скопје. Скопје цело има предвидено 4.500 садници да сади. Значи, критики, ова е позитивна критика, може да се работи. Значи не би требало да ја ставаме темата под тепих, затоа што сме загаден град, дефинитивно ја гледам, има и објави доста и на Facebook. Ова мерка што конкретно најде повеќе на одобрување, меѓутоа најде и на критика во однос на аеросолизацијата на воздухот, е мерка која што е мерка предложена од двајца професори македонски. Јас мислам дека ја спомнав уште пред една година тука исто на говорница. Дефинитивно има ефект, меѓутоа има ефект таму кај што се аеросолизира. Значи на патиштата кај што оди машината за аеросолизација, дефинитивно како вехикулум делува ги спојува PM честичките на неа и едноставно се намалува количината на PM10 честички во воздухот. И тоа е за секоја пофалба што е почнато да функционира, меѓутоа еве конкретно кај мене на патот ќе биде пример, сигурно ќе падне количеството на PM10 честичките, меѓутоа по зацграда кај што нема аеросолизација ќе биде истата количина на високи вредности. Уште една работа би сакал тука да спомнам. Лани имаше една донација на овакви исти прочистувачи во градинките. Значи би сакал за наредната седница една информација дали се тие во функција, колку од нив работат, дали не работат, еве тука и Душица, значи чисто за јавноста да знае. И тука би завршил. Ви благодарам на. Колеги, дали има друг за збор? Радњански, па Душица. Ова дали ќе го сватиш као реплика, почитуван колега, најверојатно нема да биде реплика, една констатација и сакам нешто и на градоначалникот да му кажам. Рековте дека скоро сегде се исти причините за аерозагадувањето. Меѓутоа, ако сте направиле една поголема анализа, сеопфатна, ќе видите дека проблемот за аерозагадувањето во Скопје, покрај се оно што го спомнавте, се должи на една урбана мафија која што на Порта Влајан или изгради еден куп згради и пројавот не може, оно што го викаме порек, ние да функционира. И тоа станува овде. И затоа овде треба да обрнеме внимание, тоа што еве гледате сега у паркот се градат згради и тоа малку зеленило што го имаме почнали. Дај да не ја направиме ние и таа иста грешка, па и тоа малку ветер што има да го соприме. И чинам градоначалниче, ова сакам вам да ви се обратам, ние мора дефинитивно да го донесеме оној стратешки документ што се вика ЛЕАП. Значи за тоа што мора да тоа е законска регулатива и се знае дека ај ќе почнем од вас да не се најде некој навреден, значи Кожучанка треба да знае како фирма колку зеленило треба да може да посади. Иако нели несомнено многу има, знам како изгледа тоа таму. И знам и што и вие правите за да се сада дрво. Значи секоја фирма. А знаете дека имаме многу правни фирми кои што не го прават. Затоа би ви сугерирал тоа ЛЕАП како стратешки документ да се дозна и тогаш многу помалку и вие ќе имате проблеми и многу помалку и ние како совет имаме проблеми. Ова е само коментар. Колега, не е нешто по. Благодарам. Душица, бараше збор, повели. Градоначалник, председателен, советници, медиуми. Јас ќе бидам кратка, сакам само да се надоврзам во однос на разговорот на колегата Никола. Значи, прво за поздравување што и основните училишта имаат вакви озонери, прочистувачи на воздух, затоа што кај нас во градинките веќе беа донирани лани, че нам лани беа, да. Да, лани јануар, тука негде пред. Да. Кај нас функционираат и
со оглед на бројот на децата во секоја занимална и со одржувањето на хигиената од технички како и вработените внатре, значи секој озонер си има по една памучна врекичка која што се става од оздола. И дали верували или не, во таа затворена просторија, колку се сакаш да проветриш, значи влегуваат тие воздухот нечист, мислам се чувствува нели на носот ми, што самите деца внатре со сето тоа движење со разни активности, се гледа одма на таа вречка што е ставена, значи дека се собира цел слој прашина. Значи ние сме приморани речи си секоја ден, ако не секој ден, преку една ден, задолжително обврзани, да ги преперуваме, да ги сушиме и пак да ги ставаме. Оному каде што мислам нема по две или по една. И тоа не е еден показател дека навистина е функционално, значи се чувства во просторијата дека стварно има прочистувач на воздух, а од друга страна очевиден е примерот колку има прашина во самата просторија каде што е. И тоа не е само да речеме во основните и во предучилишното воспитание и образование, тоа би можело да се го земи секој како граѓани дома во собствените простори, затоа што како е тргната, ако можеме повеќе да работиме на прочистување на воздухот, значи барем внатре во свој собствените домови да имаме чист воздух. Ви благодарам. Благодариме. Колеги, доколку нема за дискусија, даваме збор на градоначалникот. Повели градоначалниче. Што јас би бил краток, прво би спомнал во делот на нашата заедничка активност како општина, како совет, како градоначалник во делот на 2018 преземени во делот на еколошки мерки, во делот на превентива, во делот на екологијата за градувањето и така натаму. Се тоа што го спомнавте како сугестии во добра намера е така. Јас само сакам да ви спомнам да ви кажам дека 2018 година јавното предпријатие Комуналец подигна нови 35.000 метри кубни зелена површина. И имаме засадено околу 11.000 садници од багрем и тоа во пределот на Ваташа, ми се чини дека некој дол, таму како се вика долот, Журов дол, да. Тука морам да спомнам дека бевме во координација со Дрекстермајер, со компаниите, со шумското стопанство на Македонски шуми Скопје и ги дадоа садниците направивме. Морам да потенцирам да кажам дека повеќе садници у градот од 600 до 700 садници имаме засадено како дрворедој нови. Морам да потенцирам да кажам дека за прв пат оваа година врз основа на план направен однапред направивме комплетно кастрење и уредување на сите дрворедови во град Кавадарци, кој што поодамничка не е правено, тоа е многу добро и за самите дрвја и за самата околина која што треба да се спроведе и да има провеи на ветер и така натаки. Морам да потенцирам дека јавното предпријатие Комуналец во делот на јавната хигиена драстично ја зголемивме сумата како совет и градоначалникот, чини дека беше 4 милиона на 10 милиона денара. Тоа значеше дека имаме многу почести пометувања, почесто перење на улици и се гледа очигледно во градот дека е многу почисто. Сакам да ви кажам дека за наредната година Комуналец има предвидено 10 подземни контейнери. Со тоа ќе го скриеме џубрето под земја и нема да дозволиме да се расфрлани улици и така натаки од дали тоа од кучиња, од животни или било што. Сакам да ви кажам дека одлука Комуналец донесовме наредната набавка на контейнери, како што секоја година набавува контейнери Комуналец задолжително да биде со капак. Значи нема веќе набавка на контейнери без капак, мора да бидат со капак, оградени, заштитени да не ги врне, да не ги праве. Така да ова 2019 имаме предвидено плюс 50.000 метри квадратни зеленило за одржување на Комуналец, плюс 3 нови машини за косење автоматски, оне со возење, да може Комуналец тоа да го стигне и мислам дека како град ќе имаме добра еколошка гледна точка, односно добро зеленило средено во самиот град. Како општина, точно е, донесовме одлука, дадовме грејни тела од 3 милиона денара субвенции за замена на грејните тела, дадовме субвенции, мисля че околу 400 денара за велосипеди, учествувавме у повеќе проекти на екоакција, еколошки акции, покажавме еднаш како администрација дека можеме да испаднеме да собереме џубре во сабота акционо, да го направиме тоа, да дајме малку поголема мотивација. Исто така, оваа година
сега што измина во јануари месец од фирмата Екотип добивме, мисля че некако околу 30 прочитувачи за возок во делот на предучилишната институција градинките кои што ги имаме и така не беше и целата. Почнавме од градинките, сакаме да завршиме до средните училишта. Она што го ветив и јас како градоначалник и сето го исполнувам во делот на мојата плата која што рефундирам ја давам во фондацијата, а таа е околу 12.000 евра и тие средства во месец јули ги поделивме на талентирани, високо талентирани деца. Сега заедно со мојата компанија и со управниот одбор таму одлучивме да донираме плюс 36.000 евра за на фондацијата да може да купи 120 прочистувачи за воздух. 120 прочистувачи за воздух е комплетно сите основни училишта да ги офатиме во секоја училница да има прочистувач за воздух. Морам да ви кажам дека тие средства нашата фондација и компанија ќе си ги плати во интерес на град Кавадаци. Оние уреди кои што ќе ги поставиме имаат 3 години гаранција, потрошувачка на струја е занемарлива 5 вати по уред, така да нема воопшто потрошувачка. И одржувањето во иднина не кошта воопшто, него годишно одржување е некаде на околу 2 денара по уред на филтр. Се грижевме да можеме да биде тоа издржливо и да обстане да функционира за да има функција. Исто така тука ќе ви спомнам денеска дека во среда на 19 декември Свети Никола сакаме да ги поделиме тие 120 прочитувачи за воздух, кај што ќе ги повикаме директорите на школите, ќе ги дадеме да ги стават во функција. Компанијата која што ги купуваме е Blue Air, компанија германска, со застапник од Македонија. Веќе имаат од кај нив добро расположение и кажаа дека доколку се изврши ова купување на самите прочитувачи за воздух, тие на нивна иницијатива ќе донираат плюс 50 прочитувачи за воздух и ќе го офанеме и средното образование. За средното образование ми се чини треба околу 60 прочитувачи за да го имаме комплетно. Така да град Кавадарци од предучилишна возраст до средно образование во секоја работна, односно просторија, училница или кабинет ќе има прочитувач за воздух. Тоа од големо значење за нашите деца, за нашите идни генерации, за тоа што и сами знаете дека во една просторија кога има од 25 до 30 дечиња, дека се воздухот не е толку свеж, дека си има и физички активности, и трчање и прашина, така да овие прочитувачи за воздух, покрај тоа што ги офаќаат PM частичките 2,5 и 10, ја офаќаат прашината, го освежуваат воздухот за тоа што имат и активен јаглен во самиот уред сместено и спречуваат движење на алергентни или грипови, така да и вирусите можат делумно да ги фаќаат со тие 2,5 PM частички кои што има филтрот. Така да можеме да направиме и да се пофалиме како општина дека ќе имаме квалитетно образование и се грижиме за нашите најмлади и за нашите генерации да имат добри услови за тоа што тоа ни е обврска и како луѓе и како општина поради тоа што основното и средното образование е задолжително за образование. Шум нешто е задолжително за мене, мислам дека треба да направиме безпрекорни услови да може децата да се развиваат во најдобар можен начин или во оние услови кои што ќе ги предвидиме со нашите можности. Така да јас денеска од фондацијата немаме тука представник, веројатно у среда ќе има на нивното барање, направив анализа и таа сума веќе од фондацијата е одобрена, верувам дека ќе ја прифатите како донација за да можеме наредната среда да ги поделиме сите прочитувачи за воздух. Благодарам. Извини да не кажав за Леапот, го испуштив. Денеска подпишавме меморандум за соработка помеѓу регионална стопанска комара, општина Кавадарци и Екоживот. Имавме минатата недела состанок со регионалната стопанска комара и со Екоживот. Екоживот ќе биде носител на проектот за изработка на Леапот. $1 милион е вкупната сума. Овој пат се потрудив заедно со регионалната стопанска комара покрај тоа што е законска обврска да го донесе општината. Оние градежни компании, еве, нашата компанија, производни компании, било кои, да го донираат Леапот на општина Кавадарци, значи кошта околу $1 милион, превентивно кажано, нема да помине повеќе од $1 милион,
ќе се работи од утре, може да почне да го работат Леапот, ќе се работи 6 до 7 месеци и така да јас верувам некаде во јуни или во јули, тука во на ова сала ќе го донесат Леапот и ќе го примиме донација од регионалната стопанска комора. Леапот е битен момент за да се направи и во идната градба, и во идните урбанистички планови, и во она, што ќе кажеме, еве јас имам точна информација, дека имаме 29 метри квадратни по глава зелениво, за тоа што го спремаме со новиот генерален план, од таму ми информацијата, ама Леапот ќе офати многу повеќе моменти, ќе офати комплетна евиденција на секое дрво, старост, локација, така да тука се вклучат и од ГИС координатите. Тој документ малку општини го имаат, а е задолжителен и ќе биде со време траење од 5 години. Така да верувам дека до јули месец ќе го имаме Леапот. Благодарам. Колеги, пред да одиме со гласање на точката, една голема благодарност од Советот и од моје име до донаторот, а уште поголема ради тоа што донацијата е усмерена према образованието. Ние да посакуваме и натаму да имаме такви донатори, ќе бидеме уште поблагодарни. Да одиме со гласање на точката, значи носиме одлука за примање и давање на донација за остварување на јавен интерес, донација за пречиствувачи на воздух за општинските училишта во град Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Благодарам, со ова ја завршувам седницата и ви посакувам добар викенд.